Ја разбирам представникот да го образложи приговорот. Разбирам да каже дека тоа што пишува, тоа да го каже. Се почна нас да ни објаснува како не можела полиција, како ова. Ние гледаме вака како блееме во него, тој ни објаснува. Јас се извинувам. Колку што бевте коректни, оној пат кога имавме приговор се државте за вашето својство, толку сега, ама сакате пошто пото да не убедите. Значи, не убедувате. Кажете си тоа што си го имате. Првено, го имаме напишано. Второ, јас лично ги имам прочитано. Трето, ги имам видено сите докази. И не треба да ме убедувате во нешто сега 3 пати да ми го повторувате дека е така. Читам. Како што би рекле нашите колеги што љуба да кажат, па ние сме тука возрастни, паметни, избрани, не случајно донесени, предложени. Забелешките што се доставени до општинската изборна комисија, апсолутно само во еден дел соодветствуваат во содржината наспрема вашата содржина во приговорот од 2,5 страни. Тоа е едно. Второ, не можам да прифатам дека апсолутно немале можност веќе во ниеден записник до сега ги разгледавме 10 да стават забелешка. И морале да искористат правото, како што наведува овој Танчев Стојан, во законскиот рок од 5 часа ја поднел до општинската изборна комисија. Другите докази кои што се приложени кон приговорот се извлечени од сајтови Мамас, пак Мамас, се што се ставани на компјутер за во текот на снимање, во текот на ден. Сега не знам јас, ова ли вас ви е доказ дека на лице место, во избирачкото место правени се нерегуларности. Јас овде гледам, вика вака, стои Кавадарчанец, објаснува дека гласа во Скопје, а вика дека не живее во град Скопје. Надвор од избирачкото место, не 100 метра, 300 метра. Друга слика кажува, еве го од Брев, исто така ексклузивно фотографии од собирањето на фантомски гласачи од Пустец зад училиштето 11 октомври во центар. Зад училиштето. За што доказ е ова, ние треба да објасниме во приговорот, како што кажувате, не била викната полиција и им било скратено правото на гласање. Тоа е убаво, вие сте го напишале, дозволете ни да го цениме, затоа што тој што пишува, обвинение и обвинителот, он пишува. Судот си изведува докази, на крајот си пресудува. Така и вие добро рековте. И ја ќе ви кажам, вие одлучите. Да не се убедуваме сега, ај барем ова овде имаме. Си кажавте коректно, што е, ние ќе си цениме, ќе си читаме, си читавме, сега прв пат не ги листаме ние овие. Ние вчера побаравме да прекиниме во 12, затоа што ја, например, цела ноќ ги гледам овие приговори. Сега треба да слушам и филовани приговори. Кажете ми, јас навистина процедурално барам председателе, представникот да си каже што има по приговорот и толку се. 10 пати навлегувате во иста работа, 50 пати полицијата. Не дошла полицијата, јас мислам, еве Сајко беше одговорен за полицијата. Значи, полицијата не си извршила задачата. Имаше ли ти повикување, колега Сајковски, од некој избирачко место дека полицијата? Па вие бевте одговорен за контакт со полиција. Ние ве определивме од